ова издание. Се трошат рекордни количини кислород во лекување на пациентите со COVID-19, алармираат лекарите. Се повеќе болници и клиники се пренаменуваат во ковид центри. А во светот се зголемуваат тензиите меѓу САД и Русија по изјавите на председателот Џо Бајден за Путин, кои се следните чекори на двете држави. Најголемите градови во САД остануваат без граѓани, кои масовно се иселуваат поради пандемијата. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. САД најавија нови санкции за дел од извозот кон Русија. Односите меѓу двете држави уште повеќе се заострија, откако председателот Бајден го нарече Путин убиец, велејќи дека ќе плати цена за обидите за мешање во изборите во САД во 2020 година. Русија се мешава во изборите во САД во 2020 и председателот Владимир Путин одобрил активности на штета на кандидатурата на Џо Бајден и во корист на тогашниот председател Доналд Трамп, според извештај на Американската разузнавачка агенција. Председателот Бајден кажа тешки зборови за Путин, нарекувајќи го убиец, велејќи дека ќе плати цена за тоа. Ќе бараме одговорност од русите за преземените акции, ќе имаме повеќе за тоа наскоро. Како одговор на труењето на критичарот на Кремљ Алексеј Навални, САД најавија дека ги заоструваат санкциите на дел од извозот кон Русија. Предвидени се повеќе санкции во врска со мешањето во изборите. Во меѓувреме, Москва го повлече амбасадорот од Вашингтон. Ретко е американски председател да нарече лидер на голема непријателска сила убиец. Например, понекогаш по навреди се повлекуваат амбасадори и се разбира администрацијата на Бајден зборува за повеќе санкции поврзани со кибернетскиот напад на компанијата SolarWinds. Може да се земат предвид и овие работи. Според извештајот на разузнавачката заедница на САД, Русија ширила лажни обвинувања од тогаш кандидатот Бајден, користејќи украински оперативци што работеле преку членови на блискиот круг на Трамп, вклучувајќи го и неговиот личен адвокат Руди Џулијани. Ваквиот вид на дезинформативни кампањи се очекува да продолжат, користејќи ја поделбата на американското општество. За клучни прашања, како движењето за значењето на црните животи, абортусот и правото за поседување на оружје, ова се прашања кои непријателите ги користат и ги преувеличуваат, за да ги свртат американците еден против друг, да го обесхрабрат учеството и да ја намалат довербата во демократскиот систем. Поради преголемата воена подготвеност на САД, непријателите се свртуваат кон кибернетски напади и дезинформативни кампањи. Работејќи заедно со западните сојузници, САД може да возвраќаат преку санкции, визни, банкарски рестрикции за елитата во тие држави. Ако се мешате во нашите држави, ќе ви ги замрзнеме банкарските сметки и нема да кажеме однапред чија сметка ќе биде, може да биде сечија. Можеме да го направиме тоа поради либералните демократии. Освен што администрацијата планира одмазнички мерки, таа исто така истакнува дека има простор за соработка со Русија за прашања како климатските промени, нуклеарните преговори со Иран, контролата на оружјето. А досега во Македонија има преку 15.000 активни случаи на COVID-19 и над 3.000 починати. Дел од болниците и клиниките продолжуваат да се пренаменуваат во ковид центри. Мики Трајковски има повеќе за третиот бран на пандемијата во државата. Болничките капацитети низ државата забрзано се полнат со пациенти болни од COVID-19. Некои од оделенијата во здравствените установи повторно се пренаменуваат во ковид центри, за да може да се одговори на зголемената потреба од кревет повеќе. Северна Македонија според лекарите го живее третиот бран од пандемијата. Само во Охридската болница се хоспитализирани 90 охриѓани. Па дефинитивно ова е трет бран. Доста имаме оптовареност на општата болница Охрид. Дневно знаеме да направиме од 120 до 150 прегледи. Верувам дека како болница сме имале ние ваков удар како третиот бран. Но за разлика од првиот и вториот бран, кога на удар најмногу беа по возрастните лица, сега тоа се помладите пациенти кои заболуваат и завршуваат во болница. Најмлад имаме 28 годишна возраст кој што е хоспитализиран во нашата болница. Имаме многу пациенти на кислород, на неинвазивна вентилација. Сега имаме пациенти стварно кои што немале други коморбитети,
меѓутоа се во доста тешка клиничка слика и доста се помлади. Итуматичните лекари не се поштедени во оваа битка. Ова е Виолета Мицкоска, матичен лекар од Охрид. Мислам дека е поконтагиозен, значи многу побрзо се шири и за многу пократок период се заболуваат се нови и нови случаи. Имаме дури цели фамилии кои што за неколку на 2-3 дена ни се јавуваат по некој нов ковид позитивен од иста фамилија. Мицкоска е загрижена за сегашната ситуација и сериозните компликации кои ги предизвикува вирусот. Повеќе од половина позитивни се со бронхопневмонија, значи атак на црниот дроб прави со покачени ензими на црн дроб трансаминази што ги нарекуваме и други компликации. Во лекувањето на ковид позитивните се трошат и рекордни количини на кислород. Деневна потрошувачка на кислород имаме 60 боци по 40 литарски на 150 бари полни. Ако ви кажам дека пред почетокот на пандемијата на годишно ниво инфективно не трошело ни 1-2 боци. Лекарите велат дека искуството со кои се здобиле на почетокот од пандемијата било драгоцено во сегашното справување со вирусот. Следиме параметри, следиме протоколи, менуваме протоколи, така да користиме колку што можеме најсовремени методи, мохајо, маски, неинвазивни вентилации. Луѓето во бели мантили бараат и поголема поддршка од граѓаните во однос на почитувањето на мерките, ако сакаме побрзо да излеземе од оваа агонија. И полициски час каков сакат да имаме и колку сакат нека трајат, ако во то другото време не си направиме она што ни е препорачано, џабе ни е све. Третиот бран на COVID-19 затвори училиште поради заразени наставници и ученици. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Драјковски. А како последица на пандемијата, пак од лани има тренд на иселување на луѓето од 30 големи градови во САД, меѓу кои Њујорк. Се намалува и просечната плата и цената на куќите. Анкрам во државата Њујорк е мало градче со околу 1500 жители, лоцирано на околу 2 часа северно од градот Њујорк. Анкрам може да не е место каде би очекувале да ја најдете со Скија де Брауф, меѓународен супермодел, Винсент Ван де Винјард и нивната 4-годишна ќерка Луна, но животот овде е мощно добар. Има простор, здрава храна, квалитетот на животот е одличен. Ова не е место каде тие очекувале да се најдат, тие во контраст со станот каде живееле во Бруклин, Њујорк. Тоа беше убав живот, се ни беше организирано. Ќерка ми одеше во училиште во близина, посетувавме пријатели, убава населба. Пандемијата на коронавирус го промени тоа. Мислевме брзо ќе помине, но не излезе така. Со ширењето на заразата и со затворањето дома, ова семејство почна да бара нешто надвор од градот. Купиле мала куќа во овој рурален дел на Њујорк без да ја видат во живо. Забележавме дека голем број њујорчани побара изолација на места каде не е претрпано и каде може да го засолнат семејството. Во исто време, цените на домовите во градот Њујорк паднаа за 15 до 20% заради пандемијата, така што луѓе со помали примања можеа да си дозволат да живеат на Манхетан. Станарините се намалија и се убважи кризата со достапни станови. Просечната плата на оние во побогатите населби падна од 140 на $82,000. Економистите велат дека новодојдените имаат за 40% помали примања од оние кои заминале. Сепак, многумина очекуваат дека жителите на Њујорк и другите градови ќе се вратат по пандемијата заради пониските цени. Изместени се работите, но да се зборува за екзодус е претерување. Агентите со недвижности велат дека достапноста на вакцината веќе прави разлика. Забележувам дека луѓето се подготвени за враќање во Њујорк. Купувачите нова гледаат како на шанса за добра сделка. Иако Винсент и Скија се уште не се спремни за враќање, Бруклин ги влече. Чувствуваме дека градот нуди нешто специјално и по 6 месеци надвор почна да ни недостига. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.